Добре дојавте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Официјално отворен новиот факултет во Битола. Битола ќе добие велосипедски патеки. Нова програма на Центарот за развој. Хераклеја ги живее златните денови. На Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола денеска е отворен факултетот за информатички и комуникацијски технологии ФИКТ. Во него се споени досегашните студиски програми од техничкиот и факултетот за администрација и менаџмент на информацијски системи, а ќе се воведат и нови програми. Маја Богоевска. ФИКТ, Факултет за информатички и комуникацијски технологии, е новиот член на Битолскиот универзитет. Денес, со првиот академски час и официјално започна со работа, се надеваа дека ќе биде успешна приказна по примерот на Финки во Скопје. Се надеваме дека и овој факултет, скратеницата е ФИКТ, ќе биде една успешна приказка, каде што студентите кои што излегуваат од овој факултет ќе бидат директно способни да се вклучат во пазарот на трудот, нешто што за овој регион особено имаше критики од самите домашни IT компании, дека оние кои што произлегуваат од претходните студиски програми не се доволно квалитетни, со исклучоци се разбира некој, и токму поради таа на некој начин препорака од приватниот сектор и анализите што ги направивме за недостатокот на работници кои што ќе биде во Европската унија до 2016 година, каде се очекува да има 864.000 нови работни места на ниво на Европска унија за ИКТ инженери, владата го формира овој факултет. Одлуката за формирање на факултетот е оправдана, вели ректорот. И веруваме дека во иднина овој факултет ќе израсне во еден европски и светски факултет со помош на владата на Република Македонија и посебно со помош на министерот Иво Ивановски, односно Министерството за информатичко општество и администрација, бидејќи овој факултет според својот профил директно треба да соработува во голема мерка со тоа министерство. Студентите ќе се едуцираа за да може да работат и градат иднина во Македонија, А не да ги напуштат териториите. И инфраструктурата која што поставена и последните индикатори кои што покажуваат и од Boston Consulting Group покажува дека Република Македонија е високо рангирана на светски рамки, со инфраструктура која што е модерна, со интернет, широкопојасен интернет кој што е доста брз и што му возможува на секој квалификуван инженер да работи од било која позиција во Република Македонија и да биде конкурентен на пазарот на трудот не само во територијата на Република Македонија или Европската унија, туку да биде ширум целиот свет. Имено со интернетот светот е рамен. И токму во таа насока правиме вакви студиски програми, кои што студиските програми на ФИКТ ќе се надополнат со нови програми кои што ги нема во Република Македонија. Она што сакам да кажам дека сме многу задоволни со одзивот, со интересот за овој факултет и допрва треба да следат понатамошните процеси за опремување на овој факултет и уредување на објектот, зашто очекуваме и помош од владата на Република Македонија. Посебно ми е мило што оние вработени кои беа од факултетот за администрација и менеджмент на информацијски системи, сите се згрижени, значи не останат ниеден без работа. Ректоратот на универзитетот е во преговори за ангажман на визитинг професори или со полно работно време од ЦЕРН Швајцарија, Пекинг Кина, од Фреклин универзитетот од САД, како и од Факултетот за политехнички науки во Берлин, Германија. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион почна со изготвување на новата 5-годишна програма за развој на регионот 2015-2020. Оливера Михајловска. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион се фати со работа односно со репрограмирање на програмата за развој на регионот, стратешки документ важен како за Центарот, така и за останатите чинители на овој регион. Со финансиска поддршка од ГИЗ-РЕТ и Швајцарската агенција за развој, вчера и денеска имаме серија на работилници кои што опфаќаат исклучително голем број на учесници од сите општини, но и сите релевантни институции од други сектори, значи како невладин, така и бизнис сектор и оние јавни институции кои што делуваат на територија на Пелагонискиот регион. За нас еден исклучително важен процес, бидејќи треба да ги прибереме сите податоци за тоа што е потенцијално и за тоа што е проблем и на што треба да се работи во наредниот 5-годишен период.
Интензивно ќе работеле на дореализација на претходната програма за од 2015-та да ја почнат новата 5-годишна програма која ќе биде точно дефинирана. Иако социјалната заштита на владиниот и бизнис секторот беа стратешки области на кои е посветен центарот, постои можност за дополнување. Велат, ако локалната самоуправа се праша за приоритети, тоа ќе биде од инфраструктурата. Ако е невладиниот сектор, тогаш е полесниот пристап до фондови, а бизнис секторот за пристапот до финансиски инструменти. Тоа што сакаме да го направиме, да утврдиме методологијата и да го задржиме принципот на партиципативност на сите вклучени страни, затоа што би требало да биде програма на целиот регион, нели? Дали ќе биде опширна или не, според принципот на партиципативност ќе биде одлука на сите вклучени страни. Значи, тоа што ние сакаме да го направиме е да фацилитираме, да помогнеме во изготвувањето. Ние нема да направиме, ќе помогнеме во изготвувањето на програмата. Центарот ќе одржи уште работилници со цел прецизно дефинирање на програмата за развој на регионот 2015-2020 година. Европската недела на мобилност и 22 септември, денот без автомобили во светот, традиционално се одбележува со затворање сообраќај на една фреквентна сообраќајница и истата се резервира за велосипедисти. Следејќи ги трендовите и општина Битола се приклучува во одбележувањето на неделата. Маја Богоевска. Од 16 до 22 септември се одбележува Европската недела на мобилност. Оваа недела ја одбележува и Битола со повеќе активности. Денес се одржа дебата на тема одржлив транспорт во Битола. На дебатата своја презентација имаше професорката на Техничкиот факултет Кристи Бомбол, која ја презентираше сообраќајната студија за велосипедските патеки. Еден од моментите на кој треба да се обрати внимание е да се примени концептот на пријатност на живење. Значи, самата филозофија на овој концепт на пријатност на живењето значи примена на мерки кои што создаваат чувство ние како граѓани да се чувствуваме удобно, да се чувствуваме безбедно, кога и остваруваме нашето движење или нашата пристапност. И тоа важи за сите учесници, било тоа да се моторизирани или немоторизирани учесници. Значи не е тоа само за возачи, туку е за пешаци, за велосипедисти, за мали деца, за стари луѓе, значи за сите можни категории. И овој концепт, пријатност на живењето, е резултат на основната врска која што постои меѓу пријатноста и мобилноста. А таа мобилност треба да биде ефикасна, значи наша цел е да обезбедиме ефикасна мобилност, меѓутоа од друга страна да биде и пријатна за оној кој што ја остварува. За таа цел треба да се применат неколку мерки. Имавме предложено проектирање на нови кружни крстовници, бидејќи тие од друга страна представуваат и физички мерки за смирување на сообраќајот, значи ја намалуваат брзината на движење на возилото меѓу останатото, воведување на еднонасочни системи, забрана за моторните возила на самиот пристап кон главната пешачка зона до градот, проширување на тротоарите, проектирање на велосипедски патеки, денес акцентот е да се става на велосипедската инфраструктура и велосипедскиот сообраќај, значи велосипедски патеки и пешачки патеки. Предложивме целосно да биде пешачки пристап од Кулата па се до почетокот на Широк Сокак и одредено пейзажирање, значи тука засадување на зеленило. Таа презентираше и дел од сообраќајната студија, каде во Битола се планираат велосипедски патеки. Ако имате визуелна представа за градот, значи обрачот на градот од Блес во Битола од страна Прилеп, се до Доглечик, потоа Васко Карангелевски, Партизанска, Куповски ливади и враќање назад од улица 4 ноември. Не, на тој дел немаме, туку имаме од 4 ноември, односно улица Прилепска, од пресекот на Едната. Се презентираа и 5 места во Битола каде се предвидени места за паркирање велосипеди. Инаку во текот на утрешниот ден на 3 локации во Битола ќе се постават паркинзи за велосипеди. Во чест на јаболкото и отпочнување на бербата на јаболко, општина Ресен по 14 пат ја организира манифестацијата Преспански јаболкобер. Манифестацијата опфаќа свечено откинување на првото јаболко, бизнис сајм и богата културно-уметничка и спортска програма. Весна Шеровска.
Општина Ресен се подготвува за најголемата манифестација која што е поврзана со празнувањето на православниот христијански празник Крстовден и воедно представува традиционален почеток на бербата на јаболката во Преспа. Преспанскиот јаболкобер опфаќа активности од областа на земјоделието, културата, туризмот, уметноста и спортот. Заедно со екипата која што го подготвува овој настан, заедно со тимот, со организациониот одбор, работиме макотрпно секојдневно на подготвување на сето тоа. Очекуваме навистина да биде спектакуларно како и минатата година, дури уште подобро, уште поспектакуларно оваа година. Се очекуваат настапи на многу културно-уметнички друштва, настапи на домашни музички звезди од фолк и од поп естрадата. По повод годинешниот преспански јаболкобер кој што ќе се одржи од 25, 26 и 27 септември, општина Ресен ќе биде домаќин на бројни гости и официјални лица од различни држави, како и лица кои го остваруваат својот интерес во областа на јаболковото производство и туризмот. Манифестацијата опфаќа свечено откинување на првото јаболко, бизнис саем и богато културно-уметничка и спортска програма, вели Стрезовски. Ќе биде еден навистина голем спектакл кој што ќе го збогати оној стопанско-промотивен дел кој што ќе биде главно на 27 септември, каде што ќе се излагат, каде што ќе се создаде еден голем саем на производи, саем на се она што е поврзано со производството и пласманот на преспанското јаболко. Значи, сите оние елементи кои што се придружни, како придружни елементи на производството на јаболка, во овој момент ќе бидат презентирани на тој главен дел од нашата манифестација. Манифестацијата Преспански јаболкобер општина Ресен ќе ја организира по 14 пат. Велески негира дека Вирџинија е негов тутун. Вели, да, јас сум Славко Велески, но не оној за кој зборува СДСМ. Поранешниот градоначалник на Могила Славко Велески вели дека не е точно нивите за кои зборува СДСМ се негови и вели дека тој има ниви, ама на нив садел пченка. Подпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски попладнево праша дали од тутунот на Црново Могила веќе 5-та година се богати екс-градоначалникот на општина Могила од ВМРО ДПМН Славко Велески, кој раководел со општината 16 години. Кирацовски денеска на пресконференција во Скопје презентираше и имотни листови со денешен датум, за кои вели дека се земјишта каде Велески на околу 9500 метри квадратни произведувал тутун на црно. Велески вели дека тој има ниви кои ги дал под закуп, а што саделе закупците на тие ниви, тоа не било негова работа. На неговите садел пченка, вели тој. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Децата на сонцето премиерно во Битола, а светската премиера во Лондон. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја следите програмата на филмскиот фестивал Браќа Манаки? Редовно, повремено, не ја следам. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Секојдневно ќе работам на решавање на спорот со името што е пречка за евроатлантската интеграција на Македонија, изјави новиот американски амбасадор во Македонија при номинацијата во Сенатот. Македонското МВР во соработка со Интерпол во Атина распиша потерница по 23 годишната прилепчанка Дениза Марковска, која во петокот исчезна во Грција. Во организација на општина Ресен, училиштето и научни работници од општината на 24 септември ќе се организира научна трибина 1000 години од смртта на цар Самуил. Околу 10.000 пациенти со дијабетис кои од крајот на минатиот месец останаа без пропишаната терапија бидејќи биле потрошени резервите на инсулин набавени со стариот тендер, од оваа недела ќе може да подигнат друг тип инсулин во центрите за дијабетес. Играниот филм Деца на сонцето во режија на Антонио Митрикевски утре премиерно во Битола на затворањето на фестивалот Браќа Манаки. Австралиската полиција уапсила 15 лица во големата антитерористичка операција, откако националното разузнавање доставило информации за подготвување на напади во земјата.
Во Охрид денеска започнаа синдикалните работнички спортски игри на Електроенергија на Македонија. Сите тимови од секоја синдикална подружница ќе се надпреваруваат во 11 дисциплини, распоредени во 3 дена на неколку терени. На брегот на Охридското езеро во Дејсарет денеска започнаа 34-тите поред синдикални работнички спортски игри. Со дефиле на представување на сите 11 синдикални подружници на Елем и со интонирање на македонската химна беше означен стартот на оваа манифестација. Среќен сум што сме повторно тука и што можам да забележам многу задоволни и релаксирани лица. Вака им посака добре дојде на сите учесници на овие спортски игри, председателот на синдикалната подружница на РЕК Битола, Димче Дамчевски. Како земја која напорно работи на патот кон Европската Унија, синдикатот има многу важна улога во остварување и зацврстување на работничките права и нивното реализирање. Синдикалната организација на АДЛМ прави големи напори да го зацврсти мотото со кое и се раководи, а тоа е работникот пред се. Сите тимови ќе ги одмерат силите во 11 спортски дисциплини, распоредени во 3 дена и на неколку терени. Ќе се игра фудбал, кошарка, шах, одбојка, пинг-понг и други спортски дисциплини. Овие спортски игри, кои со својот надпреварувачки дух допринесуваат за позитивна енергија помеѓу работниците, кои барем за момент се препуштаат на задоволството да се дружат, да се забавуваат и заборават на проблемите со кои секојдневно се соочуваат на работните места, вели Дамчевски. Почитувани мои, АДЛМ е носител на електроиндустријата во Република Македонија и ние сите носиме одговорност пред целиот народ да продолжиме во континуитет да произведуваме електрична енергија. Синдикалната организација ќе продолжи да се бори за работничките права, за подобрување на условите за работата. Ќе продолжи да се бори за почитување на секој работник и неговото работно место. Да не должам многу, ви посакувам пријатен престој, успех во надпреварите, добра релаксација, дружење и убаво поминати моменти. И сакам да ги отворам овие спортски синдикални работнички игри. Игрите се затвораат в сабота со свечена церемонија на која што се доделуваат награди и признанија за најуспешните екипи. Продолжуваат ископувањата и истражувањата на ранохристијанската базилика во Хераклеја Линкестис. Апсидата на базиликата е најновото откриетие по неколкуте мозаици и фрагменти од мозаици. Оливера Михајловска. Изминативе 7 години Хераклеја ги живее своите златни денови, велат оние кои се секојдневно таму превртувајќи го секое камченова парче земја кое крие голема историја. Хераклеја Линкести е на листата на капитални проекти на владата и во наредниве 4 години ќе се истражува. Таму продолжуваат археолошките ископувања, иако е времето вакво какво што е. Да, врнежите на напати не спречува, но имавме организираност во самата работа. Ако беше денот убав, го продолжувавме работното време и успевавме да го доистражиме она што сме го замислиле. Ако денот беше лош, прекинувавме. Меѓутоа, верувајте, за археолозите ни дождот не е пречка. Кога нешто се истражува, кога нешто на видели не излегува, тие постојано се на терен и работа. Акцент на годинашните активности е ставен на доистражувањето на новата трикорабна базилика од ранохристијанскиот период, впечатлива архитектонска градба која со својата големина го потврдува значењето на градот како мощне развиен епископски центар. За време на годинешните истражувања на оваа значајна градба, стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Битола открија повеќе архитектонски елементи и тоа раскошен мозаик со богати геометриски мотиви, делумно зачувани мозаични подови, повеќе фрагменти од мозаици од фреско сликарство, а особено внимание привлекуваат и фрагментите од пронајдените мегарски чаши. Доста зачувана со мозаици кои што се во фаза на конзервација. Но она што сакам да го потенцирам сега е тоа што навистина кога еден археолог истражува, не знае што може да очекува под земјата.
Значи, констатиравме дека праксата во Хераклеја, базиликите да се подигаат на римски цивилни базилики, понатаму продолжува. Значи, во моментот ја ископуваме апсидата, која што припаѓа на цивилната базилика од римско време и која што, верувајте, досега имаме истражено 2,5 метра висина. Според археолозите, новите мозаици во Хераклеја кои повторно се откриваат по 40 години, се од исклучително значење за збогатување на сознанијата во македонската археолошка наука. Велат ископувањата продолжуваат и сигурно кријат низа материјали потврда за некогашниот свет на ова место. Деца на сонцето е филм на Антонио Митрикевски, чија премиера е утре вечер во Битола на затворањето на Манаки. Се работи за љубовна драма која е снимена на Преспанското езеро во Битола и Скопје. Во фокусот на приказната се наоѓа едно македонско семејство кое живее на работна екзистенција. Маја Богоевска. Долгометражниот игран филм Деца на сонцето во режија на Антонио Митрикевски утре, петок 19 септември, со почеток во 10 часот, ќе има конференција за печат во рамките на интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки. На средбата со новинарите ќе бидат режисерот Митрикевски, директорот на фотографија Јарек Шода, продуцентот Дејан Милошевски и најголемиот дел од актерската екипа од филмот, како Ивана Павлаковиќ, Мето Јовановски, Билјана Танески, Камка Тоциновски, Александар Микиќ, Милица Стојанова. Филмот ќе биде прикажан на затворањето на фестивалот и со тоа ќе доживее македонска премиера. Билетите се веќе продадени и има огромен интерес кај публиката да го погледне најновото остварување на Митрикевски. На 25 септември пак филмот ќе ја доживее својата светска премиера со гала прикажување на големиот 22 поред интернационален филмски фестивал Raindance во Лондон. Филмот ќе се надпреварува во официјалната конкуренција на фестивалот. Исто така вечерта на 26 ќе има забава која фестивалот ја организира специјално за филмот, на која ќе присуствуваат и амбасадорот на Република Македонија во Велика Британија Јордан Донев. Фестивалот се одржува секоја година од 24 септември до 5 октомври. Македонскиот филм ќе биде прикажан по 18 часот и 20 минути на 25 септември, а ќе има и втора проекција веќе следниот ден во 16 часот. Фестивалот се одржува во срцето на Лондон на Пикадили. Raindance во текот на 22 години се претвори во вистински бренд како еден од најголемите и најзначајни фестивали на независен филм, своевиден пандан на американскиот Sundance, со кого е во тесна соработка. Но на што е интересно кога станува збор за овој фестивал е тоа што не само што е значен за Европа, како што е Sundance за Америка, туку фестивали и Raindance има уште и во 10 градови на овие два континента, и тоа во Монтреал, Торонто, Ванкувер, Њујорк, Лос Анџелес, Детройт, Берлин, Брисел, Париз и Будимпешта. А целта на фестивалот, за кој варајате вели дека не смее да се пропушти, е негувањето, поддршката и промоцијата на независниот филм и на новите и алтернативни филмски автори. Што ти рече директорот? Лајна од мамути. Знаеш колку те сакам? Колку? Многу. Цело време сонувам еден ми сон. Сите дома стојат и само ме гледаат. Ме гледаат. Еве што донесува светот на Актуел. Во Шкотска околу 80% од гласачите регистрирани да учествуваат на референдум по електронски пат, до попладнево веќе гласале. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Писма на кинематограферите за фестивалот Браќа Манаки. Германскиот новинар Ханс Кинтертикс 15 години го следи фестивалот. Во петок изложба 100 години од почетокот на Првата светска војна, Битола и Макчалан. Историски ден за граѓаните на Шкотска. Околу 4,3 милиони гласачи со навршени 16 години на референдум треба да се изјаснат на прашањето дали Шкотска треба да биде независна држава. Право на глас не имаат граѓаните што живеат надвор од земјата.
Ова единствената шанса во животот и досега излезноста на гласање е многу голема. Своето право на глас го користат младите, но и повозрастните, вели Алекс Салмон, прв министер на Шкотска. Анкетите велат дека се стега обрачот меѓу гласачите кои треба да одлучат дали земјата да остане или да се оддели од Обединетото кралство. Британскиот премиер со став секому кому е грижа за Велика Британија од утрово е нервозен. И Европа со внимание го чека исходот од референдумот кој може да биде иницијална каписла за отцепување на други држави во Европа и светот. Првите неофицијални резултати се очекуваат во текот на ноќта, додека официјалните ќе бидат презентирани во текот на утрешниот ден. Доколку референдумот успее, прогласувањето на независноста ќе се случи на 24 март 2016 година. Стремежот кон независност на Шкотска, како и на Каталонија, гурива европскиот дух кој е насочен кон интеграцијата на државите, а не кон поделби, предупреди денеска шпанскиот премиер Маријано Рахој. Според Рахој, сите во Европа ги сметаат овие процеси за исклучително негативни од економска гледна точка. Мадрид ја следи со големо внимание ситуацијата во Шкотска со оглед на тоа што една од најбогатите шпански области, Каталонија, исто така сака да организира на 9 ноември референдум за отцепување од Шпанија. Независноста на Шкотска би била катастрофа за неа и за Европа, со оглед на тоа што ќе доведе до балканизација на европските процеси, изјави денеска во парламентот шпанскиот министер за надворешни работи Хозе Мануел Гарсија Маргаљо. Украинската војска денеска соопшти дека околу 4000 руски војници се на Крим, украинскиот полуостров што Русија го анектира во март годинава. Според представник на украинската војска, тие биле организирани во мали тактички групи по должината на административната граница од околу 100 километри. Според НАТО, 1000 руски војници се наоѓаат на истокот на Украина, 20.000 други на руско-украинската граница. Во јужниот руски град Астаган е нападнат тим на британскиот сервис BBC. Тимот отишол да ги истражи информациите за убиени руски војници во близина на границата со Украина. Снимателот на тимот бил претепан, а камерата му била скршена при нападот. Снимениот материјал што бил оставен во автомобилот бил избришен откако тимот по враќањето од полициската станица. BBC поднесе формална жалба до Русија во врска со инцидентот и повикал на истрага. Властите во Астахан почнале кривична истрага за нападот, објави руската новинска агенција Интерфакс. Во апсењата во Косово кои започнаа во средата наутро со апсењето на имамот на големата џамија во Приштина Шевкет Рамики и лидерот на исламската партија Лизба Фуат Рамики, бројката достигна 13 лица. Косовската полиција информираше дека по апсењата на Шевкет и Фуат Рамики приведени се уште 11 лица, од кои најголемиот број се оджи во џами во Косово. Според истражните органи, тие се обвинети за ширење на верска омраза, посредување на млади за заминување во Сирија и Ирак и поттикнување на тероризам. Пред известно време во Косово беа притворени околу 40 лица, исто така имами, но и млади кои биле на боиштата на страна на терористите во Сирија и Ирак. Хрватска подвода, реката Плитвица се излеа од коритот и поплави неколку куќи. Сите луѓе се излезени на терен. Продолжува борбата со поплавите на Балканот, најкритично е на северозападот од Хрватска. Благодарение на брзата интервенција избегната катастрофа во Меѓуморје. Во Сисак се очекува 2 водени брана од Купа и од Сава, уште поопасно е во Карловац. Кладово во Србија одсечено, прогласена е вонреден состојба и евакуирани се 20 на луѓе. Надојдената вода носеше мостови и отвараше дупки во земјата. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија?
Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот Актуел. Се гледајме утре во 5 до 5.